Јас сум Васил Грванлиев, роден во Струмица, Македонија, 1984 година. Во 1997 мојата фамилија одлучи да се преселиме заедно во Чикаго, каде што живеевме неколку години. Не депортираа од Чикаго и кога се вративме, јас бев малолетен, фамилијата одлучи да направи неколку чекори за безбедност и за иднина за сите нас. Мојата баба, мајка на татко ми, е родена во село Игралиште надвор од Петрич, кој ни овозможи да добиеме бугарски пасоши, кој го имам веќе 20 на години. Закон е дека во нашата држава Македонија двојно државјанство е дозволено. Имам живеено 10 години во Торонто, 8 во Чикаго, една Милано, една Лондон, неколку во Куфер патувајќи. Имам застанато на светските сцени во Париз, Амстердам, Цирих, Њу Јорк, Чикаго, Торонто, листата продолжува. За мене најважно и најгордо нешто беше тоа што првата реченица во мојата биографија низ цел свет, македонскиот баритон Васил Грванлиев ја започна својата кариера на 7 годинки во својата родена земја. Честа, желбата, одговорноста да бидеш представник на Олимпијадата за пеење, Евровизија, е огромна. Ја прифатив со отворено срце, зашто знам каква е таа одговорност и знам што можам и со души чекам да застана на таа сцена и искрено да вибрирам во црвена жолта боја. Спотот. Поради коментарите лани дека нема доволно Македонија во спотот, изразив огромна желба годинава и правевме многу муавет да вклучиме колку што можеме македонци во нашиот проект. И сум толку горд на тоа. Врвните музичари се во Фейм студиото, благодарение на Дита од Аутпашин Амам, и дозволи да влеземе во таа прекрасна галерија, ја представиме Македонија и сите тие уметници. Во моментот кога дознав дека луѓе се погодени и грешка е сватено тоа дело во музеот, направив чекор, спотот се смени, се истргнаа тие и го објавивме поново. Интервјуто кое циркулира викендов е изјавено пред година дена, дури и повеќе. Во музика нема политика, нема раса, нема боја. Има љубов, има човештво, има енергија. Ако некој е повреден од тоа што јас го направив, ненамерно, многу случајно, јас се извинувам од се срце. Не се извинувам за тоа што сум јас, но ако имам повредено некој, кој да се, прости ми. За крај ве оставам со превод на рефренот на нашата македонска песна Годинава. Сите ќе пробат да те скршат и соборат, без да знаат дека тоа те прави посилен да го постигнеш и продолжиш на патот кон успехот. Еве ме пред вас, без глума, со струшени ѕидови, а моето срце во вашите раце. Ви благодарам.